Mi fališ kako solza na oko. Mi fališ do Bog. Barem pogreške da se javiš. U sve mi fališ, u sve mi fališ, u sve mi fališ, u sve mi fališ, ko žica na gitara, u sve mi fališ. Barem pogreške da se javiš. U sve mi fališ, u sve mi fališ, u sve mi fališ. Сега сме во 1978 година. 1978. Знаеш што се случило 78? Што? Излегува стрипот со Гарфилд. Гарфилд, мачерот Гарфилд, кој што излегува во 40 весници низ Америка. Ти се свиѓаш Фантастично. Гарфилд, Да. многу убаво стрипче. Лазање јаде жената. Volkswagen Буба. Во 78 година престанува со производство по 30 години и 20 милиони создадени коли. 20 милиони. Јован Павле I станува папа и умира после 33 дена. Многу чудна бројка ова 33. Светско првенство во фудбал Аргентина 78 и победува кој? Аргентина. Аргентина 78. Ти собираш сликици да веждаш? Час пат. Собирав нешто, час пат. Се појавува популарниот филм Брилјантин. Брилјантин или Крис, сите игравме во улица. Џон Траволта и Оливија Њустон-Џон нормално и треска во саботната вечер. Saturday Night Fever. Night Fever. Каква година, човече? Одлично, одлично. Човек да посака да се роди. Така е. Најпопуларни фаци во музиката биле Bee Gees, нормално затоа што пеева и во филмовите со Џон Траволта. Потоа Џон Траволта, самиот Џон Траволта, Commodores, Пол Маккартни, Заедно со Винкс. со Wings. И во 78 година, плодна година стварно, излегува емисијата, култната емисија Muppet Show. Браво. Човек да посака да се роди. Така е. Джими Картер е председател на Америка и влегува во Капитол. Бе, и Трамп сакаше да влезе во Капитол, ама... Да, по втор пат, ама ништо. Само еднаш. Да, Да. ништо. Ја му пројде. 98% американци во 78 година имаат телевизор по дома. Браво. Родени се. Ајде, живели. Ајде, живели за роден ден, ајде, чекај тура, мај, немаш. Родени се Ештон Качер, Коби Брајант, Едо Мајка, Сашка Димитровска, Александар Митев. Еј, ти си роден, бе. Па да, бе, човече, 78. Нашиот Александар Митевски ќе биде наш гостин во нашата емисија, која што многу ја сакаат сите на целиот свет и сите сакаат да бидат да гостуваат во неа. Нашиот Александар Митевски, кој што е роден во 78 година, ќе гостува во Уште ми фалиш, а ја ќе го испрашувам. Да се спремам, ајде. Ајде, тој оди ти спремај се. Дај микрофонов, изведи. Да. Ќе се пресоблечам. Јас со два микрофона. Нашиот Александар Митевски. Уште ми фалиш со Александар и Дац. Ајде, добро вечер за Александар Митевски. Добро вечер. Значи, во духот на непотизмот, Дац, нели, беше пред неколку емисии и тоа добро помина во јавноста, супер коментари имаше од народот, а народот, нели, кој го прашува, затоа решивме двочленото жири во состав Драган Спасов, Дац, познат глумец, и Александар Митевски, композитор од Македонија,
да изберат нареден гостин и тоа се паднав да бидам јас. На моje драго срце, многу ви благодарам што ме поканивте во оваа емисија и јас да кажем нешто. Мое Скопје. Јас сум роден 1978 година во државна болница. Интересно е што првите 2 години сум живеел кај Песталоци, онаа старата зграда железничарска позната, кај што живееше дедо ми и баба ми, живееја. И таму сум поминал 2 години и потоа моите се преселиле во Кисела Вода, се изградиле кулите Расадник, оние познати 5 кули во Кисела Вода и таму сум веќе од мојата 2 година, се до моментот кога не се оженив и се преселив во Карпаш. Мое Скопје. У омилени места, еве на пример ова место, кај што денеска снимаме, или моето студио, Пионерскиот дом Карпаш, значи тоа е една прекрасна локација, уште од мало дете ја сакам. Градскиот стадион исто ми е онака фейворит, затоа што уште од многу мал татко ми ме носеше буквално на секоја утакмица на Вардар, го гледав. Многу сакав фудбал, бев фан на Вардар и најголемо задоволство ми беше кога се запознав со Дарко Панчев. Тој момент ќе опамтам цел живот. И омилено место уште едно ми е базенот во Карпаш. Како мал тренирав пливање, бев голем талент. Ме научи да пливам Миле Сирма, познатиот тренер, што го научи пола Скопје да плива, но некако после се префрлив на музика и го оставив пливањето. Мое Скопје. Едно место што многу ми фали е Аха, кафичот на нашиот драг Зеко. Зеко ни беше омилен лик, наш другар, и неговите журки се раскажуваат во цело Скопје и пошироко. Беа тоа некаде 90-тите години, крајот на 90-тите, кога најпопуларно место беше Аха, сите се собиравме. Таму мислам се правеше 100% фанки. Тоа е една песна многу фанкерска, многу модерна за тоа време и спотот го снимавме таму надвор пред Аха. А ми фали, например, од ноќниот живот, ако го збориме така, и Колосеум на Свила, на Зоки Свила, и зимското и летното. Таму памтам дека мојава генерација многу искачаше и беа тоа убави моменти. Уште ми фалиш со Александар и Дац. Па не сум завршил никаква музичка школа, значи неам ни основно. Имав огромна желба, после пливањето, нели, ми влезе музиката под кожа и памтам дека мајка ми, тоа прва работа што има врска со музика, ја натерав да ми купи некаков синтесајзер и заедно одевме по едни снегови, зимно време беше, некоја насалба, не ми текнува од Кисела Вода, да купиме синтесајзер на старо. И го купивме на старо, ја не сум спиел тогаш тие денови, колку знае што да се случило, ама тоа па ми ја поттикна желбава кон музикава и дење ноќе ги симнував песните од Макфест, значи хитовите, на тој синтесајзер по слух. Баш по слух, затоа што сум самоук и слухиста, ги откривав нотите, ги откривав песните и така и ден денес. Не знам ноти, ама не е тоа најбитно, нели? Инаку роден си во изден со Моцарт. Да, роден сум во изден со Моцарт и тоа баш ми е кејф и секоја година го потенцирам. Баш Мања, минатата година за роден ден ми го нацрта Моцарт, портрет од Моцарт као поклон. Уште ми фалиш со Александар и Дац. Идоли од музиката ми е Фреди Меркюри. Мислам, многу опасен лик, и музички, и пејачки, значи нешто вонсериско, светско што се случило. Буквално сите албуми на Queen ги имам преслушани, и негови солистички. На екскурзија бев тогаш, дали средна школа или крај на 8 оделение, кога слушнавме дека починал Фреди Меркюри. Тогаш многу тешко ми падна, баш тогаш мајца со Фреди носев тој ден. Така се погоди и онај трибют концерт што го
правеа за Фреди 92 година, го гледав без да трепнам. А од глумците? Глумците Дац. Затоа што да, првите представи тогаш кога ги гледав во театар, Дац беше звездата. O mladosti moja. Mladost, ludost. А можда најинтересно, не најлудо е на Макфест 96-та, тогаш 18 години имав, кога им го напишав текстот на моите другари Дуле и Коки, виолина и гитара и победија. На Макфест, ја не знаев што се случува, ептен радости беа тука, као денес го памтам денов Дуле која викна дека победиле и трчаше по ходник. После вечерта се прославуваше многу, се пиеше многу. Сега на 18 години, знаеш колку можеш да пиеш. Памтам дека Дуле и Коки со Дијаната ме возеа ни Штип тогаш. Заедно бевме по кафичи, 1, 2, 3, 4, сек да пиевме помалце. И на крај, кој знае кај далеку ме однесоа у едно диско, Are Brothers Band свиреа. И веќе толку сум се изгубил, значи што не знаев. Не било многу алкохол, ама ја не сум држал. И се разденува се бајле, јас не знам кај сум, ми избегаа сите си отишле у хотел. Искачам ја пред дисково и не знам кој да прашам, кај сме, кај ми е хотелот. И мислам дека Ристо Самарджиев тука се погоди, проаѓаше. Кажи бе, Александар, Рики, викам, си изгуби, викам, не знам, ме остаја Дуле и Коки, не знам кај ми е хотелот. А у кој хотел си? У Оаза. Еве го горе. Ти стил пред хотелот. Значи сме вртале низ цел град и пак сме дошле пред хотел. Дали е тоа првото пијанство твое? Па може не е прво, ама тој период е. Пак со Дуле и Коки, идење по свирки кај нив, во ЗОД, во пијано, во синема, кај све не правеа свирки, беа многу популарни тогаш и ја ги следев, дружевме многу, дење, ноќе. Мислам дека на една свирка нивна, која измешав некои пијачки и Коки го памти тоа и ден денес, другариве негови ме враќаа, мора да ме враќаа дома, затоа што они свиреа. И тогаш и се, не тој ден, ама тие денови се напиша виолина и гитара на салфетка во такси. Samo pesma mi zatvara rana, da nek se napije cela kafana. Cela bolka, ja ostavam na strana, ova večer mi tu jedna nema mana. O mladosti moja. Mladost, ludost. Ја како космонаут кој изгледа сум мирнодопски тип, баш не сум се тепал, не сум се закачал и ден денес гледам со добро све да решам. Ми вика, типа не се нервираш уопште. И таков карактер сум веројатно, ама памтам дека ме закача умало, ми префрла онака у школа. Тоа го памтам. Чврги си добил? Па мислам не. Вербално беше се, ми префрла, ме вика вака или онака, затоа што почнав да пеам и ме вика по моиве песни, ме закача. Ама, знаеш што е интересно? Тие што највише ме закача, денес највише им се свиѓаат песните мои. Штом те видам онака зачешлана, штом те видам в косите со цвет, срцето в час растреперува и се присеќам на се. Штом те видам онака облечена, изда блуза, шалче, гердан мал, радосен пак јас помислувам, не забораваш ни ти каков чудесен ден, незаборавен ден, сред ненаднав час, што не сближи тогаш нас. Штом те видам онака зачешлана, штом те видам в косите со цвет, срцето в час растреперува и се присеќам на се. Ла 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 ла.
монака зачешлана. Штом те видам в косите со цвет, срцето в час растреперува и се присеќам да се, штом те видам монака облечена. Иста блуза, шалче, гердан мал, радосен пак јас помислувам. Не забораваш ни ти каков чудесен ден, незаборавен ден, средба ненаднав час, што не зближи тогаш нас. Штом те видам монака зачешлана, штом те видам в косите со цвет, срцето в час растреперува и се присеќам на се. Срцето в час растреперува и се присеќам на се. Љубов. Тој филм ми фали многу. Знам, лесно заљублив бев в тоа време и имаше многу девојчиња симпатии, што ми се свиѓа. Веројатно у средна школа таму, кога почнав. Крај на 8, почеток на средно, у Јосип Брос. Се вртеа доста тогаш, ама ја многу романтик бев. И ден денес таков и така ги терав работија. Љубов. Па со Ана Уаха, претходно што го зборев, тука се најдов. Со братучетке излегува и со Дадар, мислам тоа друштво беа тогаш. И интересно така. Една ноќ во Аха. И таму ми беше и студиото, како што кажав. Нон-стоп се гледавме секој ден и така се случи. Љубов. Изгледа преку песни само. Песни, стихови, тогаш пишува во Јосип Брос која учев, ми дава клjuč наставничката по музичко и се затварав таму у кабинетов и тогаш излагаа многу песни. Сум пишувал песни, сум пишувал писма. Љубов. Паѓа имаше два кластери, ајде да речем. Едниве беа тие шемаџики, тие ги сака, тие алфа момци што Дац кажуваше у емисијата. Ама мене оние други не ми беа поинтересни, што малку поинтелектуално сакаа уметност. И јас така сум се удварал, не знам, сум пиел и корпи многу, дефинитивно. Можда тоа не бил начинов, затоа што мислам дека у друго време сум живел, можда сум бил за друг век, не знам. Љубов. Па женска дома не сум однал, се мана, нормално. И јас сум за тоа дека не треба да ги малтретираш родителиве ако не е нешто сигурно и ако не е сериозно. Таков и тип бев јас затворен, не ни знаеа моиве многу која ми е, што ми е и така. Љубов. Попопуларно кај нас беше еротски часописи и тоа памтам дека сум наоѓал од негде, некој не стандуваше. Најпопуларни тоа време беа еротика, мислам Старт имаше едно и Вручи кај. Така беше? И интересно е што сме ги криеле тоа дома да не те видат, на скришни места ќе ги скриеш, па после ќе ти ги фатат некогаш некое време и срамови. Ретровизор. Ретровизор. Омилени филмови во мое време беа Back to the Future, ако ви текнува, или Враќање во иднината, Кец 2-3. Тие сум ги гледал без да трепнам. Значи, Кецот кој излезе, бевме воодушевени, едва и чекав двојката да излезе, тоа уште толку не дигна, па тројката чудо. Мислам, сакавме да се облекуваме така, барав патики онакви што летаат, кај може да се купи. Опасни глумци, опасна прича. Интересен филм, Револуција беше, кој искочи Ајкула 3.
Татко ми ме однесе во кино тогаш со оние 3D наочари, ако памтите. Тоа беше чудо. Не можев да спијам после тоа. 1, 2, 3 дена. Уште ми фалиш со Александар и Дац. Ти не си ден, ти не си приказна, не си птица, не си пролет, не си цвет, ти не си сон, не си поезија, не си зора, не си звезда, не си бран. Светот мој, незаборавен си пој, чуден пој, секој ден, што го слушам и пеам. Најубава музика, создадена за мене, единствен звон, што го љубам, што го знам. Ти не си ден, ти не си приказна, не си птица, не си пролет, не си цвет, ти не си сон, не си поезија, не си зора, не си звезда, не си бран. Светот мој, незаборавен си пој, чуден пој, секој ден, што го слушам и пеам. Најубава музика, создадена за мене, единствен звон, што го љубам, што го знам. Најубава музика, создадена за мене, единствен звон, што го љубам, што го Kad se samo setim, al se nekad dobro jelo, baš. Рецептите на баба. Дали си имал баби и дедовци? Да, сум имал, значи баба Невена, дедо Илија, баба Цанка и дедо Ристо. Прекрасни спомени, и они ме израснале, повеќе едниве, ке другиве во Дојран сум идол на гости. Најомилено ми било и ден денес ми е тараненик се вика една, што вика Вера направија со тарана и со некои печени кори. И мислам дека тоа со вода нешто се крчка, така се прави и се јаде со сирење. Чудо. Што на ум, то на друм. Народни изреки. Што значи тиква се направи? Тиква се направи, тоа е пепелашка, значи кога ќе заглави у град, после 12 тиква се направи. Фрли рибче, фади крапче. Тоа изгледа рибарска приказка, само која се враќаш од рибарница. Што е стравот лози да го чува? Агенција за обезбедување. Што е преку леп погача? Која ќе си го местиш паричето, да ти се падне тебе. Кој со боринче си го бара? Диоген, ама со фенерче. Аха, кој го обра бостанот? Го обра бостанот, тој у Грчка со камиончето што вика карпузи. На кого му доаѓа јајцето на газот? Мене и на Дац, која треба емисија да правиме за една недела. На кого му ја расплакаа мајката? Мене, ама може и позитивно. Еве, например, мајка ми сега кога ќе ме гледа, ќе плаче. Сега сите викат. На кого му пада сегирата во мед? На тие што ја прават вакцината.
Што е мало куре, вода не држи. Кога ќе ти претече кафето. Што е брат за брат стирење за пари? Тоа е кога му праќам на брат ми сирење за Германија и го плаќам транспортот само. Крушата под круша паѓа. Тоа Мања, ќерка ми, што е невиден талент. А каков е тој човек бутни глава? Бутни глава? Тој што не држи 2 метра растојани. Корона, чао! Најинтересно е кога првиот ден која рекоа се затвара се, тогаш со количките која трчавме, тоа го памтам, да набавиме она што ни треба и можда најинтересна работа е кога направивме чаши Корона чао, со даци им ги поклонивме на медицинските лица во инфективна 8 септември. Лек за душа со Eurofarm. Нашиот пријател Eurofarm, како што знаеш, ти подарува специјални работи за тебе. Благодарам многу. Што е тоа? Иновативните формули на производите Алпецин, богати со кофеински комплекс, помагаат за регенерирање и ревитализирање на скалпот, враќајќи ги природната рамнотежа, живост, енергија и здравиот изглед на косата. Алпецин тюнинг шампу за обновување на природната боја на косата и покривање на седите влакна. Благодарам многу, благодарам на Eurofarm, ептен ми е кејф, а и дома си имаме буквално цела колекција тоа Jameson, Dr. Волц, многу убави производи, а посебно ми е кејф за собствениците на Eurofarm, затоа што од кога ја почнавме нашата приказка со ДАЦ, буквално не пратат во секој чекор и им благодарам многу. Скопски легенди. Данило Коцевски. Кога зборуваме за нашето Скопје, легендата Данило Коцевски знаеше да каже: ако сакаш да креваш чалами, треба да се пуштиш низ Вардар со внатрешна автомобилска гума, од Сарај до Камениот мост. Но како ќе однесеш гумата до Сарај? Со тркалање. Ако сакаш да бидеш главен фраер, најубавата беше црвената внатрешна гума. Црвена како жар. А како да се дојде до црвените гуми? Едноставно, нив ги имаше во камионите од марката Прага. Тоа беше се за вечерва. Уште ми фалиш. Ве сакаат Дац и Александар. Многу ми е кејф што се случи Александар и Дац. Ем ја раздвижи естрадата, ем ја се вратив на естрадата, затоа што 10 години немав песна. Дац ме повлече и не запираме до ден денешен. Многу е добро дека се базира на другарство, на искреност и се она што го правиме со кејф и со мерак.